Денес е 25 ноември, меѓународен ден против насилство врз жените. Ние започнуваме кампањата 16 дена активизам против насилство врз жените, која што е глобална кампања, која што за прв пат е организирана 1991 од Институтот за женско глобално лидерство. Датумите 25 ноември, меѓународниот ден за борба против насилство врз жените, и 10 декември, кога кампањата завршува, меѓународен ден за човекови права, символично го представуваат линкот помеѓу насилството и кршењето на насилството врз жените и кршењето на човековите права. Оваа година темата на нашата кампања е 16 дена активизам за 16 убиени жени во последните 6 години. Сите овие убиства се извршени од членови на поблиското семејство, најчесто сегашни или бивши партнери. Во поголемиот дел од овие случаи постоело и веќе било пријавено семејно насилство. Затоа го прашуваме министерот за труд и социјална политика, господинот Диме Спасов, каде е пропустот? Можеле ли овие убиства да не се случат? Можела ли соодветната процена на ризик за безбедноста на жртвата да го спречи фаталниот крај? Овој протест ќе го организираме секој 25 во месецот, во следните месеци, додека не добиеме одговор на овие прашања. Дали можеше да се спречи трократното убиство во Кавадарци? Дали двојното убиство и самоубиство во аеродром можеше да биде спречено? Дали убиството во Новолисича можеше да биде спречено? Колку жени треба да го изгубат својот живот? Колку деца треба да останат без своите мајки, членови на семејството без своите ќерки, сестри, братучетки? За конечно да превземете нешто, за конечно да престанете да го толерирате насилството кое што се случува пред вашите очи, за да конечно ја сватите сериозноста на овој проблем и да му пристапите со должно внимание. И дали сакаме да го прашаме министерот, ако тоа беше ваша сестра, ваша мајка, пријателка, ќе реагиравте можеби поинаку. 16 убиени жени не се бројка. 16 убиени жени се 16 семејства кои што изгубиле сестра, ќерка, мајка, братучетка. И кој знае колку луѓе кои што изгубиле пријателка, соседка, колешка од работа. Која е состојбата во Македонија со поддршката, специјализираната поддршка? Според официјалните информации на Министерството за труд и социјална политика има 4 шелтри. Па сакаме да го прашаме министерот Диме Спасов, дали се овие шелтри функционални? Дали сметате дека се доволни за да бидат сместени оние жртви на насилство на кои што им е потребно ова? И да го прашаме колку жени биле сместени во изминатава година? И дали сметате дека со постоењето на овие шелтри, со самото постоење на овие шелтри сте исполниле обврската за да обезбедите заштита за жртвите на семејно насилство? Важно е да се потенцира дека во Република Македонија, освен за семејно насилство, не постојат сервиси за поддршка и заштита на жртви на други форми, на жени жртви на други форми на насилство. Затоа бараме да се отворат специјализирани шелтер центри за жртви на насилство, достапни во секој регион, со едно место на секој 10.000 жители. Бараме да постои минимум една бесплатна национална SOS линија која што ќе ги покрива сите видови на насилство врз жените, ќе биде оперативна 24 часа, 7 дена во неделата и ќе има оператори кои што зборуваат сите јазици кои се употребуваат во заедницата. Да се отворат кризни центри за помош на жртви на силување, да се отворат центри за жртви на сексуално насилство, минимум 1 на 400.000 жители. Да се отвори минимум 1 советовалишен центар на 50.000 жени. Да се обучи стручниот кадар за обезбедување на услуги за жртви на различни форми на насилство. Да се обезбеди одржливост на сервисите преку развивање за програма за поддршка на државата. И дополнително бараме од Министерството за труд и социјал и од министерот, господин Диме Спасов, да ни одговори. Што превземавте за да ја зајакнете и имплементирате постоечката законска регулатива, што ги адресира различните форми на насилство врз жените и децата? Што превземавте да ги обучите полициските службеници, стручниот тим во Центарот за социјални работи, здравствените работници, да соодветно реагираат кога ќе се пријави насилство? Што превземавте за да поттикнете пријавување на различни форми на насилство врз жените?
Дали го унапредивте системот за прибирање на податоци? Што превземавте да го зголемите бројот на шелтер центри и други сервиси за поддршка? Што превземавте за да ја подигнете свеста на општата популација за постоењето на различни форми на насилство врз жени? И дали превземавте нешто за да објасните кои се тие форми на насилство на кои што жените се изложени? Што превзедовте за да ратификувате Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и заштита од различни форми на насилство кој што ја подпишавте уште во јуни 2011 година? На крај повторно ќе кажам, овој протест ќе го организираме се додека, секој 25 во месецот, се додека не добиеме одговор на овие прашања и со тој одговор да добиеме и план за спроведување и за исполнување на сите овие обврски кои што државата мора да ги превземе за да ги заштити жените. Затоа што главното прашање е што превзедовте и што ќе превземете за да не заштитите од идното насилство кое што може да ни се случи на сите. Ви благодарам. Барате средба со Спасов и ќе ги доставите барањата? Да, барањата ќе бидат доставени до Министерството секако. Со информацијата дека ќе се организира секој месец овој протест, додека не добиеме одговор. Ние веќе имаме испратено покани за средба со министерот, кој што на кој што не сме најшли на одговор. Се надеваме дека можеби ова е единствениот начин на кој што можеме да ствариме контакт со него и средба.